Болеста син јазик се појави во Пијанец, во селото Нов Истевник на местноста Пасјак. Регистриран е вирусот на болеста кај една крава, додека во Разловци кај две. Податоците од анализите на крвта беа доволна причина надлежните инспектори да спроведат мерки за прскање со инсектициди кај заболената стока, но и да воведат забрана за продажба на жива стока од овие села. Жителите во малото Пасјак не се запознати дека болеста стигнала до нивната порта. Не дай Боже, до сега немаме, не можем да ви кажем. Се молим да не дојде таков случај. Сточарите се жалат дека нема млеко, нагло престана млекото, се плашат сточарите за да нема некоја, да не се појави некоја болест. Тешката година за земјоделците, болеста син јазик и стоката ја прави уште потешка. Па веќе загубите ми се на мене од 50 повеќе, пошто зимото isfрлях 12 јагнени изјаловени. По болеста, па чим нема млеко, а и ако не помине, и ако има последици по јагнење, после да не може да се гонат, па да немаме јагнище, значи това е веќе губитокот ќе е голем. Искуството од болеста од 2001 година во Малешевијата им дава оптимизам и на експертите дека загубите ќе бидат минимални. Загубите се повеќе индиректни отколку во смртност, иако во литературата има смртност негде може да биде и до 37% угинување на животни во стадот, меѓутоа кај нас тоа во моментот го нема. Од Беровската ветеринарна станица не информира дека ситуацијата ја држат под контрола и ги преземаат сите превентивни мерки на теренот. Нови случаи на заразена стока со вирусот која предизвикува болеста во Малешевијата, според беровските ветеринари, не се евидентирани.